дека македонскиот јазик е јазикот кој што е државен во Република Македонија, а оние кантонизации и федерализации ќе бидат тогаш кога граѓаните на Република Македонија во мнозинство ќе гласаат за тоа. За нивна жал, за жал на некои на 11 декември македонците и Република Македонија со 454.000 гласови за гласа за унитарна и суверена Република Македонија. Голем број телевизиски екипи и новинари овие денови, овие 3 дена поточно, сите нас од ВК собрани не прашуваат зошто на минус 10 степени сте тука. Дали после 3 дена веќе сите во Република Македонија и пошироко сватија дека тука сме за да го објасниме абсурдот што се случува овие 5 дена во Република Македонија. Абсурдот, почитувани, е следен. На сите во Република Македонија, особено на дел од мнозинството во Државната изборна комисија, да им објасниме дека 454.000 е поголем број од 434.000. Значи 454.000, да им објасниме уште еднаш, повторувам, е поголем број од 434.000. Дали некој во светот мисли дека 434.000 е поголем од 454.000? Пола милион луѓе гласа за суверена и унитарна Република Македонија. Ве молам, вие горешто и денески одлучувате да го почитувате волјата на македонскиот народ, да го почитувате гласот на својот народ, на своите граѓани. Тие 11 декември гласа за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Членовите, симпатизерите, активистите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија имавме доблест, имавме храброст и признавме дека во 10 општини во нашата држава на 11 декември ги изгубивме изборите. Така и вие, почитувани наши сограѓани, политички опоненти, како што ни честитате по кафичите и на улица дека победивме, убедете го вашиот Заев да излезе и да признае дека во коалицијата ќе бидете доблесни и ќе бидете запишани во историјата на македонскиот народ, како што вашиот претходник Бранко Дрвенковски 2011 година изгуби и призна да во право е народот и го греши, но сепак излезе и го призна поразот. Така вие, пријатели од СДСМ, убедете го Заев да излезе и да го признае поразот и да заврши оваа 2,5 годишна тортура на собствениот народ. Затоа што Република Македонија и општеството во Република Македонија изгубивме 2 години по улица, и вие, и ние, и целата држава. Замислете и ставете го прстот. Оваа енергија да се потрошеше во реформи и во проекти. Каде денес ќе беше Република Македонија? Не 24%, невработеноста ќе беше цифрата многу помалку и поголеми плати и поголеми пензии. Затоа, почитувани вие горе и почитувани членови и симпатизери на нашите политички опоненти од СДСМ и целата таа номенклатура, ве убедувам крајно време. Убедете го Зоран Заев да излезе и да изстави крај на кризата со една реченица: на овие избори ВМРО ДПМН и коалицијата е победник и крајот на кризата. Така, денеска мора да го решиме проблемот. Готово. Заев
Вујчич да му става вака и да го... Се ми е јасно, но навистина стојано... Како не ме третира? Не можам и не смеам, а и ние сите тука да се согласиме и да си го разјасниме цела ног, иако разговараме со наши пријатели, со наши другари, родини, познаници, не само меѓу нас, туку и со нашите политички опоненти. Почитувани, како што толку ладнократно го сменија името во 90-тите години. Уште поладнократно ги затворија фабриките во истите тие 90-ти години. Уште поладнократно 2002 година избркаа све што беше во Мровец во државната администрација. 2004-2005 година направија еден таков територијален инженеринг со целата држава Република Македонија. Така вчера 7 невини луѓе ги пипнаа во затвор и направија невидена штета на нивните семејства. Па зарем уште имате усул, почитувани? Се обраќам на членовите и симпатизерите, на подржувачите и на гласачите на СДСМ. Еве ви уште еден повод. Доста е, мораме да се помириме, оваа држава мора да оди напред. Повикајте го Зоки да ги признаe изборите и заедно братски наредните години да ја градиме и чуваме нашата држава.